Добродојдовте во последното издание на Зебра во оваа сезона. Зебра направи драматичен лифтинг, го смени својот изглед и го смени својот облик и за прв пат ги спои традиционалните и социјалните медиуми. Отворивме простор за креативниот, интелектуалниот дух да ја најде својата слободна територија, а различните мислења конечно да излезат на мегдан. Големите работи почнуваат со мали чекори, а за нас секој ваш глас беше важен. To move it, move it. You like to move it. Move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. По 5 месеци од почетокот на еден ваков пионерски обид што се обиде да ги спои телевизијата и интернетот, професионалното новинарство и демократизацијата што ја донесоа социјалните медиуми, време е да погледнеме што велат бројките за неговата успешност. Во изминатите 5 месеци, 416.000 луѓе ја погледнале Зебра преку фреквенциите на Алфа и Ера телевизија. 30.000 луѓе заинтересирани за дебата на разни теми ја гледале емисијата преку YouTube каналот. Со гордост можеме да кажеме дека Зебра е првата емисија која што симултано се емитуваше на македонски и на албански јазик во обид да ја направиме што подостапна за што поголем број луѓе во Македонија. Во изминативе 5 месеци со различен интензитет на нашите Facebook и Twitter профили се слеа близу 3500 ваши коментари, сугестии и дебати. Ние, иако можеме да заклучиме дека се уште треба да го развиваме здравото аргументирање, бевме пријатно изненадени од досетливоста, од хуморот, од интелигенцијата, од начинот на кој што се дебатираше на темите кои што ги отворавме. Затоа да погледнеме еве дел од емисиите кои предизвика најмногу дебата. Во Македонија, куповната моќ на мажот годишно изнесува $14.000, за разлика од жената која што изнесува $7.000. На иста работна позиција со маж и жена кои што исто се образовани, имаат подеднакво исти квалификации, жените имаат 20% пониска плата за разлика од мажите. Јас ќе додам како мојот идол Џон Винстон Оно Ленон, кој што беше феминист, поголем од сите феминистки на светот, кој што го зема презимето на својата жена за да докаже дека се бори за женските права. Има една песна која што се вика Woman is the nigger of the world. Тој, кога се роди неговиот втор син Шон, ја пушти жена му Јоко да оди да работи, а тој го чуваше своето дете, само за да ја покаже својата поддршка кон феминизмот. 1% од имотот во светот е во собственост на жената. Значи, не го имаме само ние тој проблем како Македонија, туку и Европа и светот се бори со тоа да и се даде вистинско место на жената во општеството. Како што се качувате кон врвот, така сваќате дека сте сами околу себе како жена. И при тоа, ако се наоѓате во управен одбор на некоја компанија, вие се чувствувате као привилегирано како жена меѓу сите тие мажи. И тама некој да ви се приближи, хоп, не ви е право. Значи, ние тука самите сме виновни зашто не си се подржуваме во тој дел. Не сме ние патриархално општество. Јас сум од Галичник, по татко. Матриархат бил и ќе биде секогаш. Значи, мажот е тој кој што го фрлал стапот од пеш во Галичник која ќе дошол тап. Доаѓа мажот се мести прво масата, но мајката е таа била и ќе биде која што се прашува за се. Галичани ли велат кај мшти директор во која фирма, а не велат кај жена? Кога еднакви сме. Доколку сме еднакви, ако сме по устав сме сите еднакви. Апсолутно. Но доколку сме еднакви, тогаш еве како да отидам сега син ми да го надојам. Не, токму тоа, заради тоа што не станува збор за неписмено гласачко тело,
И токму заради тоа што станува за една фрапантна бројка од неважечки ливчиња од 48.000 е последната бројка, покажува дека Македонија сега е навлезена во монопартизам. И на крајот на криштата не е илустрацијата најсоодветна, веројатно дека некој напишал за Чак Норис, некој напишал за комшијата, некој напишал за девојката. Такви ливчиња ние фактички не знаеме колку има. Знаеме само дека има неважечки. Да. Државната изборна комисија можеби еден ден ќе има време да ги прегледа, визуелно да ги прегледа, да види за какви неважечки ливчиња станува збор, бидејќи да бидам искрен. Не, можна и следна вест за што сега ќе ви кажам, да избирачките одбори намерно ги создавале тие неважечки ливчиња. Секогаш според мене се покажува дека има од 120 до 150 илјади флуктуирачки гласови кои по дефиниција се лепат на нешто ново. Тоа беше изразено не само во 98-та, тој феномен го забележавме, ако сакате, и на последните председателски избори, кога со една скромна кампања, еден Љубе Бошковски или несодениот македонски Обама Имер Селмани постигнаа фантастични бројки од 120 до 150 илјади гласови. Овие 100.000 гласови покажуваат дека во Македонија веројатно ќе треба да постои и можеби не трета, и четврта, и пета опција, но системот кој сега е воспоставен на парламентарни избори ги дестимулира сите оние кои сакаат да бидат трета или четврта опција да настапат сами. На Македонија денес и треба повеќе отколку пред една недела силна алтернатива на власта. Кога јас, гледајќи фактичката состојба, би бил на чело на СДСМ, а не сум, јас би стимулирал да дојде до трета политичка опција, која треба условно речено да ми донесе еден контингент на гласови кои сега во овој момент не можем да го добијам. Потенцијалното создавање на трета политичка опција јас барем го гледам како алатка која би помогнала на власта на следните парламентарни избори во 2015 поумешно да се справи со овој систем кој мора да признаеме дека ВМРО ДПМН го доведе до граница на совршенство. Ова искуство што го имаме треба веднаш да предизвика изменен изборниот законник и забрана некој да гласа на локални избори, што го има во другите изборни законодавства. Значи некој кој не живее во Македонија би можел евентуално да гласа за парламентарни избори, може да гласа и за председател, но не гледам каква сме ние тоа либерална демократија кога дозволуваме некој кој земал двојно државјанство по потекло да ни решава судбината во неколку клучни општини, да речеме, за опозицијата, што мене ми да недопуштено. Јас сум еден од тие во чии што, например, стан поранешен, живеат 7 мина. Као да живеат, пријавени се. Значи, станот за кој што јавноста знае дека бев насилно иселен на 6 јуни 2011 година. Знаете, власта има причини просто да се радува на евентуални никулци на трета опција, бидејќи власта докаже дека со таквите никулци може и да се справи. Сакате со грубост, сакате со манипулација, сакате со сите средства со кои што и стојат на располагање и кои што ги демонстрира. Опозицијата се разбира далеку е од тоа да размислува дали ќе се појави трета опција. Они беа во модот на некаква конструктивна опозиција до 24 декември, сега се уште недоразбудени. Станува збор за избор. Избор за смрт или за живот. Значи, и законот, самиот како закон, препорачува убиство. Од најгрозуморен тип убиство е абортусот. Проблемот е што концептот е заснован буквално, како што кажа Јели, на туторство на мажите врз жените. И всушност ова не е закон за прекин на бременост, ова е закон за спречување на слободен прекин на бременоста до 10-та недела. Ќе треба мажите допрва да покренат постапка дека жените веќе со сите досегашни активности што се направени почнуваат да им ги загрозуваат правата на мажите. Не, обратно, црквата МПЦ и било која друга религија е институционализирано негирање на равноправноста на женскиот субјективитет. Така е. И вие сакате сега тоа што со векови
се избориле дека од цивилизацијска придобивка да бидат третирани како равноправни Мислам дека човечки суштества ампутирате. со Не исто ампутирате кога велите Епа, дека ние како велиме не, дека тутор е па мажот на жената. Не е. Не, уште почувајќи од венчалните процедури, она теорија Не, дека не е жената точно. настанала од реброто на мажот, тоа е вредносно негирање на равноправноста. На жената не е дадена заповед, туку е речено да го почитува мажот. Но на мажите се дадена од Бога заповед да задолжително ги сакаат своите да ги жени. почитуваат? Не, да ги сакаат. Поголема заповед има врз мажот од Бога дадена и Сакањето е единствена дозволено, заповед. почитам. Кажано е, сакањето е задолжително. Од Бога мажите мора или треба по секоја цена да ги сакаат своите жени. Ваше Но тоа е посесивна љубов. Знаете, вие да сакате со тоа што Но- како ова чашкава да го поседувате, лампава и не знам, Не, не, и вие мислам- да кажувате това му лево ќе го ставам, десно ќе го ставам. Феминизмот, на пример, во однос на ова прашање гледа дека сексуалноста и репродуктивната мог на жената, кој што според природните улоги практично и науката уште не ни може да го замени тоа. Животот може и настанува сега со новите технологии на репродукција надвор од женското тело, меѓутоа матката не може да се најде замена. Значи тој е природен извор на моки на жените. И дека практично патриархалноста, вклучително и преку институционалните форми како што се религијата и црквата, представуваат некој вид на амбиција на мажите да контролираат таа природна моќ на жените. таа е едно тело со својот маж и еден дух и треба еднакво да мислат и да размислуваат. Ако не мислат така, не се маж и жена по учењето на нашата црква. Кои се последиците и санкциите, значи буквално или не буквално, во однос на мажите за било која од одлуките? Значи, ние сите знаеме како настанува ембрионот, со јајце, клетка и со сперматозоид. Значи, овде целата одговорност, сите последици и за сакано или несакано се струполуваат на жените. Се шегував на Фејсбук дека треба по милиметар, по сантиметар да им се сече пенисот, па тогаш и они во корелација машко-женско тело, дух и одлука и слободна волја, а да се мислат по 100 пати што прават. А вака уште ќе ти дојде на стојтојно и он ќе мисли. Планирањето на семејството во православната црква е раѓате едно дете, две, три, сакаме повеќе да не раѓаме. Нема да раѓате, ама ќе живеете како брат и сестра. Нема контрацептивни средства, нема начин за ова. Зашто? Нема полово општење. Нема полово општење. Нема полово општење за оние што не сакаат да раѓаат деца, зашто во противно секако создавате услови и можности за да бидете убиец на она што ќе се зачне од љубов во утробата на мајката, во брачната заедница, зборувам конкретно, зборувам за православното семејство. Вие сакате жената да ја вратите во робство. Тоа Жената сакате никогаш да ја не е во вратите. робство. И тоа е во најпатриархална, Не, најекстремна сега вие варијанта кажувате- и мислам дека тоа не е воопшто мудра политика од страна Сега вие на ова кога македонската кажувате се православна кревате против Бога. Основното прашање, знаете ли кој е условот? Зошто Македонија 23 години чека во ходниците 23? на Евро? Да, тоа е ново за мене. Од апликацијата Видите, за ја прием во за 2005 мислев признавање дека на сме држава. лидер сме на Балканот. Немојте ме Ама живее во да, заблуда, лидер, каде очигледно. што ние етапно Очигледно. се обезличувавме за да влеземе таму каде што рековте дека ние единствена опција. Со тоа Зошто каде бевме ние обезличени во 2005? 90 сменивме устав, се откажавме од малцинствата. Имаме подобар По налог. устав денеска. Денеска имаме Ве подобар молам, устав. Немојте ве молам. Ве молам. Имаме сакавте, устав како прашувавте за ли? 21 век Си го денеска. сменивме знамето под надворешен притисок. Значи не ве прашувам. Покажува поборе. дека имаме капацитет за правење компромиси. Тоа се компромиси. Апсолутно. Што И добивме за со градење компромисот, консензус. Господјо Сега ќе ви Димова? кажам, една Што од најбитните добивме? работи Не за кои сме што мрднати нигде. на видно ниво и Немојте ве битно молам. за не само за ЕУ, битно и за Името Соединетите македонски американски не го држави. спомнуваат веќе. Една од Што битните добивме? работи што ти ги бараат е практично Ма не ми кажувајте кој се пие што бара. Кој се пие? Глобализацијата бе, Мирка, бе не живееме у 19 век бе да му се сневиди. Глобализацијата не е таква како што сте ја виделе
во А каква 90-та е? година. Каква е? Америка не е газда на светот. А кој е, ба, впрочем? Европските држави не се газди на светот. Кој е, Мирка, кој е? Мултиполарен е светот. Светот веќе нема една цивилизација и остаток нецивилизиран. Едни владетели и другите робови. А да ви кажам, не е тој свет. а Вие малку сте со заглавиле. статистика, малку со статистика да се оставите занимаваме. статистиката таму кај што ви треба сакаме во да вади- секретаријатите, во комесаријатите. Овде разговараме за реални интереси на реални луѓе. Не може да ми продавате регионална организација, како пакет на, како се вика тие ТВ услуги, и да викате, вие, господо, кај нас супер зачленете сте, најболја програма ќе гледате, ама, под услов, да не знаете како се викате, да не знаете јазикот како ви се вика, односно нас не ни се допаѓа вашиот само идентификационен избор. Ама тоа само во вашата глава, бе, Мирка, не е во тоа точно. вашите акти, Не е тоа господјо, не е вие точно. сте лобист на една група моćници кои немаат Уште да врска ми ни со кажете националните политики. што подразбирате под Лобист, платен, Што? вие. А, платен Па, сум вашиот јас. институт Ај се не менуваме. работи Ајде, на ако фондови Сакате, домашни. сакате ли веднаш Вие да се работите менуваме? на фондови. Јас и вас, Не. вашата имотна состојба со мојата, веднаш да ја менуваме. Штом сум јас платен лобист, мислам, како да ви лобист кажам. сте. Ајде да си ги смениме положбата. Ја ќе живеам во зградата кај што живеете вие, а вие дојдете да живеете Зошто кај да што живеете живеам во јас. зградата кај Па што бидејќи живеам сум јас? платен лобист. Јас таму со куќа дискредитација, Не, платен аргументи лобист Мирка само треба, може не да треба зборува дискредитација. ова. Имате ли одговор на моите? Имам, јас цело Кој е? време ви одговарам, ама Ако вие ме бара- враќате во ако е 19 услов. век. Не можам таму да 19 разговарам. век? Не можам на тоа ниво да Кој разговарам. друг? Кажете ми Кој друг статистика, кажете народ ми се подршка соочил на ова. со ова ние што се соочуваме? Не во 19. Нас само ни се чини дека се соочуваме, затоа што Не ни така се сме чини. избрале. Ако Ја е носи, прашањето мене до ме плаќање интересира. влезница, ќе го регулираме Не, тоа. ма не. Барем за тебе веднаш што се вели, не е спорно. Како? Не е тоа прашањето. Не, тоа е Значи, прашањето. Тезата, Значи, тоа е прашањето. тезата. Без транспарентност не постои. Дозволи. Значи, Тезата дека Која граѓани теза? из Европа, да ти одговорам на прашањето, пошто поставаш прашања. Или се реторски сака сам да се слуша се. Не, спе. Е па веднаш да ти одговорам. Значи тезата дека граѓани из Европска Македонија е инсталација на СДСМ, што ја кажуваш, е обична будалаштина. Се тоа од твој аспект, од мој аспект гледајќи ги програмските кажувам цели, факт. не е факт. А меѓу другото за тој Не е факт во факт. понеделник Ставрески ќе одговара на сути, ќе треба да го докаже таа теза за Нека го докажува. инсталацијата. Ќе видиме како ќе излезе таа работа. Но Ми тоа се не е заканува- ми точно. се закануваш сега? Не, само ти кажам факти. Нема, ова е закана, значи сега ако Ставрески одговара на Зашто би суд, значи требало јас треба биде да закана? да Не, се не, замолчам ти и да не кажувам зборувам за тоа. факти. Значи тоа Аха. е таа теза нема Добро. врска со вистината. Зошто? Се јас гледам анализа на содржина. Кои се и таа анализа на содржина мене ми имплицира дека станува збор за такво нешто. Не само тоа. Таму, например, имате обесен еден манифест кај што мене ме прогласувате за Гебелс или такви некои глупости. Ја немам намера да се тужам со вас, зашто тоа што го пишувате не е видена будалаштина. И сега, тоа стигматизација што ја правите, тоа ширење на ѓубре во просторот, знаете, а од друга страна се залагате за Европска Македонија и се борите против режим. Не е во ред, Геровски. Мислам, не е во ред. Значи, јас со вас немам проблем да дискутирам, затоа што, меѓу другото, и на телефон можеме да се завртиме, но и во кафеана, можеме и во телевизија, цивилизирано да отвориме диалог за било што. Не така, потиски да и канев на јавни дебати. Стигматизација. Да разговараме за тоа. Не, мене канал ник. Меѓутоа, стигми да ми лепи некој мене таму да ме прогласува за фашист во 21 век. Тоа е срамота. Не сум човек кој што, значи јас мислам дека најефтиниот човек си го брани зборот преку суд. Така што немам намера било кого да тужам. Меѓутоа, срам и арам да му е на тој што составал таму такви будалаштини каде што пишувал поганости, мислам, онака за луѓе. Срамот. Господин Боцевски, вие што е поентата на ова мојата интервенција што сакав да патем речено гем го спомнавте вие. Ние одлучивме да разговараме за европската иднина Македонија во овој момент кога видовме дека таа иднина е драматично загрозена од еден гебелсовски режим и тоа е ја не знам кај живеете вие, но во ово општество во кое ние живееме. Живеам во Карпош 4. Океј, може би таа вистина не стасала до Карпош 4.
Што ја знам, хедонизам или здрав живот, тоа е како во мрзенци кои те прашат прасе или јагне, викаш да. Мислам, И зашто двете. да не и двете? Затоа што хедонизмот не значи дека е нездрав сам по себе. И јас би пробал се што ми е кејф. Пред година дена кога јас имам периоди во годината кај што активно спортувам и активно се мачам, нели, со специјална исхрана, со јадење 8 пати на ден, со броење, нели, кај што јадам бројки протеини, глихидрати и масноти, кај што нема ни вкус, ни бутур, ни ништо, јадам сунгери и стиропор. Ама од друга страна па ете, има секакви црепови и на патека и во кафана. Значи, по мене, она кој што викаше Тони Бурден, телото е луна парк, не е храм. Значи, телото е нешто со кое треба да си играш и а не да му пристапуваш богобојазливо како кога влегуваш во храм. Така да, што ја знам, хедонизмот мене ми е близок затоа што е интимна ситуација. Значи, мене петлето ми кажува што ми прави кеф. Значи, не одлучувам дека тоа ми прави кеф откако сум прочитал 4-5 научни студии на таа тема, оваа салата те прави среќен. Знаеш ти кога ќе видиш од тие пробиотските јогурти како вака ти проаѓа низ цревата и све ти отпушува, ти стварно имаш чувство и ви како ќе ме отпуши. Ќе те отпуши ништо, ќе легне тоа јогуртот у желудот и ќе бамбори со сите други. Ама 100 пати кога гледаш како те отпушува како веце шолја, onda si ikaš majku, ovo vrska i danes kada gledam reklama za šampon koji ќе направи типката вака. Не знаеш дали е 3D студио, дали е стварно и ми да го купам шампон. Од едни пријатели наши кои знав тоа дека не му има дадено детето чоколада е веќе 4-5 години. И детето стварно, јас со мои очи свидов, дома доаѓа буричка по тоа фрижидерот и си вади морков и со морковот си дреме. Последно време му се пријаде отиде си зема брокула, почна да си ја џвака. И си викам да пробам јас, така да не избегаваме, значи забрането е стрикно по бабовци, по дедовци, љубов да не купуваат со благи работи. Па до кога ќе издржиме, ќе видиме. Мада од друга страна па секојаш јас викам сега да му се плукна му животот ако не уживаш. Ова сега го кажа само ја да имам грижа на совест као татко ја трендо не успел да не им дава чоколада. Лапа од моите, мислам што ја знам, 3 лече на мате му е милен или не знам, мене ми е окей кој ќе одиме у Ригара сите и кој ќе бутаме по добранци. Се согласуваш со Горас дека хедонизмот точно носи здравствени ризици, но рутинизиран здрав начин на живот носи ризик дека ќе умре од човекот досада? Јас би бил крајно незадоволен од било каква смрт да ми се случи. Значи, јас не можам да одберам сега од што сакам добро. Јас стварно би бил разочаран од себе. Многу би си фадал сам на себе во тој случај. Ке се качуваме на водна. Еве, Јурук мој овој заменикот, он секој ден е на водна. Само со поглед би можел да го испратам. И доволно ми. Мене водно, например, водно ми е страшно досадно. Не, водно, знаеш ли зашто ми е досадно? Ја не можам да например, јас сакам да спортувам, ама сакам одредени работи. Например, можам да трчам 100 сата, да возам точак или да се качам на водно, ма нема шанс. Ја еднаш се качев на водно до средно. Ај што ме претиса, таки фити, значи. Тука ми се сруши цело. Назад врат се одма. Викам уште Јане Милјовски ако ме претиса. Ќе седнам, ќе си пукам у колено и толку. Проектот Скопје 2014, новиот закон за абортус, основаноста на феминизмот, растечкиот евроскептицизам, одливот на мозоци, регистарот на педофили, се дел од темите кои што предизвикаа најголемо внимание и ве поттикнаа вас да коментирате на нашите Facebook и Twitter профили. Со големо задоволство можам да заклучам дека половина од гостите кои беа во нашето студио ги повлековме од социјалните мрежи благодарение на нивните постови и коментари, дека ниту најжестоките теми не ги исплашија, дека аргументирано дебатираа, иако за повеќето од нив ова беше и прво соочување со студиските камери. Еве дел од овие дебати. Па така да, ние скоро година и пол бевме приморани да правиме тренинзи на кеј, значи во услови кои што се субстандардни, како на кал, снег, дожд. Сепак во
поразвиени земји во текот на барем во текот на зимскиот период си имаат атлетски сали каде што внатре е загреано, значи си има патека посебна. Ние во текот на зимскиот период сме како екзибиционисти, односно тренираме со шалови, со капи, со ракавици, значи на температури кои што се минус. Атлетиката како спорт, значи, супер е, краљица на спортовите, меѓутоа кај нас нема фатено толков корен колкав што имаат фатено, колкав што имаат фатено масовните спортови. Тенисот е многу поскапо од атлетика и супер е што се направија тие 100 игралишта. Ако ништо друго еден ден може да се посади некоја култура, имаме субвенции и нема да одат фира парите. Мотивацијата најчесто опаѓа поради немање на доволно финансиски средства и тука се губи волјата за да се постигне подобар резултат најчесто. Дали за $1.000.000 би истрчал светски рекорд, кажи ме? Ми го зема прашање. Извини. Па тие $1.000.000 доколку се употреба значи наменски и во рок од 4 години јас сум убеден дека нормата ќе биде исполнета. Некој спомна, не знам, па дека во Кенија нема услови, не знам што. Олимпискиот фонд на Кенија е $1,5 милиони, што е скоро дупло од нашиот буџет, што е за сите спортови. По-добро ако се даваат wildcard за шетње до Лондон или 2016 во Рио, сакам и јас да одам во Рио. Ке трчам за Македонија. Така, На Кеја Ке дам се од себе, и на Кеј, и во кал, и во снег, и во се. Ми беше кажано од луѓе што живеели во Велика Британија и во САД дека младите кои што се над 18 години, кои што живеат со нивните родители, им плаќаат символична кирија. Да. Значи, ке нас тоа го нема, ке нас значи не се уште од средна школа не бара да превземеш никаква одговорност, дури ни во склоп на домот, а не па за нешто повеќе. И тоа развива еден ментален склоп кој што потоа тежнува да се осамостоиш на подоцнежни години. Ние во земја каде што имаме 32% невработеност, страшно е кога ќе погледнеме дека од тие 480.000 млади во Македонија, од тие што се активни на пазарот на трудот, скоро 50%, мислам дека е нешто помалку од 50%, се невработени. Значи тие млади немаат можност, немаат никаква шанса да заминат од дома. Со што? Со кои средства? Тоа се оние кои што не се студенти, кои што не се средношколци, туку кои што се едноставно на невработени млади луѓе и тие немаат избор. 1987 Сплитскиот универзитет е правено истражување зошто значи во земји во кои има толкава невработеност младите воопшто не искачаат да протестираат и значи да бараат промена на тие очигледно штетни економски политики и заклучокот на таа студија било баш тоа конзервативната улога на семејството. Да, дека значи младите се навикнати дека некој друг ќе се погрижи за нив, значи секогаш тоа префрлање на одговорност, Ќе ги споделат проблемите. Да, започнува од семејството, после се рефлектира понатамка и на другите инстанции. Значи тоа е еден вид на затворен круг. И од друга страна, мислам дека притисокот и сваќањата на младите луѓе во Македонија се доволно прогресивни да они можат да се справат со своите семејства и да кажат: мамо, тато, јас имам работа, јас сега заминувам да живеам во странство. Но ние имаме ситуации само на кратко и нас каде што некогаш се случај младиот човек да има поголеми примања од неговото семејство и тој ќе одлучи да живее со семејството само за да може и нив да им помогне, затоа што смета дека е нефер. Ама тоа е пак економски проблем кој што е кочница. Луѓето кои што доаѓаат од натрешности, кои што неретко остануваат после студиите во Скопје, имаат многу потешки услови уште во старт, а сепак успеваат значи да живеат тука сами па подоцна и да формираат тука семејство и слично, значи можеби не повторно, дека можеби не се толкова прашање, да, туку конформизмот, да. Значи дека е можеби поудобно, и јас тоа сум убедена дека е поудобно да бидеш, што е факт, со твоите да знаеш дека нели секогаш имаш некој кој што ќе се погрижи за твојот оброк, за оваа зона, евентуално кога ќе дојдеш при крај на први без пари да се поземиш и така. Значи, еве, луѓето од натрешноста како тие може да се снајдат и да функционираат тука? Да, ама тука влегуваат и оние примери на аскетски живот и колку си спремен ти да истрпиш. Пошто имаме примери на млади луѓе каде што, не знам, јас имам 3 пријателки кои што живеат сами и тие немаат, рандом пример, но тие например не сакаат многу шеќер и не можат да си го дозволат, едноставно од кафиче да си го земаат шеќерот и тоа што го користат и таму и онаа појавата на ајварот дома што ти праќаат родителите. И не мислам дека тоа е зависна папочна врвца со родителите поне сакаат да ти направат јадење од домот, колку што е моето дете не може да си дозволи ова и ова, јас сакам да му помогнам на моето дете. Секоја заштита.
без разлика на припадност. А како тогаш го толкувате тоа што не државните институции не го осудија насилството? Например, јас лично бев нападнат на маршот на толеранција. Како го објаснувате тоа? Кочо, некој ако сакал да те нападне, ќе те нападнал на друго место, а не на маршот. Меѓутоа, државните институции се тие кои треба да се борат против тоа насилство и први треба да го осудат насилството. Не може да се ослободам од чувството дека и тоа ви е монтирано, дека Боже некој ве напаѓа. Се само нападнав. Организирано да покажете колку сте загрозени. ЛГБТ заедницата е скриена. Голем дел од неа е скриена. Особено ако зборуваме за бисексуалците, например, се многу скриени, така да тоа никој. Меѓутоа, одреден процент насекаде во светот се раѓа како хомосексуалци. Значи, не се станува, не се... Одреден процент се раѓал и од секогаш и за секогаш ќе се раѓа како со поинаква сексуална ориентација или друг родов идентитет. Зошто? Затоа што според мене, јас го имам објавено во книгата, хомосексуалноста е резултат само на воспитниот процес. Да појаснам, длабоко несвесен воспитен процес што се случува во семејството. Може би 5% генетски предиспозиции има, но се тоа само генетски предиспозиции. Ако се негува со таков и таков воспитен процес, тогаш ќе се развие тој правец. Па видете, јас сум произлезен од хетеросексуално семејство. Тоа не значи ништо. Значи имаме ние случаи, особено на домашно насилство, сега кон транс личност која е во строго патриархално семејство. Не. Значи, вие сакате дека јас сум одлучил да бидам? Несвесна одлука. Длабоко несвесна одлука. Одлучивте да сте хетеросексуалци. Не би може да објаснам, од кога знам за себе, мислам. Па сега јас не истото не би можел да објаснам од како знам за себе. Тоа е несвесна одлука. Не мислите дека е исто? Кога е несвесна одлука, тоа е вон нашето сознание. Ние као општество, зашто тој страв баш е конкретно кај нас? Дали можеме да го поедноставиме некако? Ма ја не знам кој чувствува страв. Па еве, Кочо кажува дека од ЛГБТ заедницата чувствуваат. Ние сепак постои некаков вид на хомофобија, тоа е. Не, со ова парола дигање, јас сум хомосексуалец, веќе можеби малце подругачи луѓето гледаат. Ако си живееш нормално без да мафташ со парола, никој тоа не го забележува, не му дава значај на тој кој што сега со медиумов се дава значај. А чекај, извинете да ве пражам. Дали секојдневно на улица може да видиме маши, жена, дечко и девојка се држат за раце, се љубат, си шетаат? Дали е тоа дигање на парола? Дали тоа е парадирање со сексуалност? Тоа е спонтано однесување, не знам како ти кажам. А ние не смееме спонтано да се однесуваме, треба... Не дигаме пароли, ние сме хетеросексуалци. Но како ќе реагира јавноста на хомосексуален пар кој што исто така ја споделува и ја манифестира својата љубов како и хетеросексуален? Како на секој културолошки шок. Јас вината воопшто не ја гледам кај поединците, значи целосно го оправдувам оно што луѓето се обидуваат да најдат подобра екзистенција надвор, туку ја гледам кај системот. Луѓето кога се враќаат овдека со надеж дека можеби ќе им биде подобро, но тоа што го среќаваат овдека испаѓа дека не е така подобро, па сакаат пак да си одат. Зошто сметате дека општества, например, како западноевропските, кои што самите се соочуваат со криза економска и самите се соочуваат за невработеност, би дале повеќе шанса на некој кој што доаѓа од друго општество, отколку на своите матични граѓани. Зашто Англија им е поставено таков системот што ако јас и англичанец аплицираме на исто работно место, англичанецот има предност. Зашто пред се е подобро својот да си го вработиш, отколку да вработиш македонец со истото образование. Ако нема на конкурсот и не се појави англичанец или некој што е еднакво или повеќе квалификуван од тебе, тогаш ти имаш еднаква шанса со другите конкуренти. Мислам дека кај нас постои една мисперцепција дека кој ќе отиде на страна му тече мет и млеко, веднаш наоѓа добра работа, веднаш купува куќа на кредит, кола, жена, фамилија и белата ограда. Второ прашање, како си
Не, прво прашање како си, второ прашање колку пари направи. Колку пари направи и тоа и мисла дека ти готово чим ќе стапнеш у Америка на аеродром, доаѓаат со понуди за работа, не е Или со понуди за брак, што не остана, што не се ожени, што не зема документи. Да, англичаните така англичанките седат и те чекаат. Па мене ми требало по 3 минути ја да објаснам Македонија кај е, а не па да предложам брак на некој. Значи, мислам најголем дел од прашањата кои што ги добив од кога се вратив во овие месец дена будало зашо се врати и ќе одишли назад. Англичаните не се осудуваат да ги работат тие работи, да не кажам грубо да се изразам амалски, што може да ги работат пољаците, па после со доаѓањето или со отварањето на границите за Бугарија и Романија се намали работната сила и се посебно за англичаните и они осетија дека расте невработеноста, па почнаа да се навраќаат на работите што ние претходно сме ги работеле. Разликата е што одат во општества кои што се организирани, кои што се попредвидливи, во кои што општествено-политичките механизми функционираат на начини кои што дозволуваат да се канализира и талентот, и енергијата, и трудот кои што го вложуваат луѓето, и заради тоа луѓето од Балканот кои што одат на страна функционираат полесно. Скопје 2014 моментално ја живее иднината. Не знам дали сте сите свесни што се случува во Скопје, но во Скопје има повеќе туристи од Охрид, од цела Македонија. Лани во Скопје имаше 350.000 туристи. По 1 евро да имат, сите оставено, сите јаделе во ресторан, сите биле по продавници, сите спијат во хотел. Значи веќе Скопје 2014 се исплаќа. Министерството за надворешни работи кое што чини колку што чини, изградено под изговор дека ќе се заштедат парите кои што министерството сега ги дава троши за на кирија, да. Доколку пресметате и ги споредите цената со која што се уште се гради оваа зграда, не е довршена, нели, иако е пуштена во функција. Вработените таму ќе треба да седат до 2151 година, за да им се исплати ова што само досега е потрошено. Која има граница на тој претаризам за овој проект конкретно? Значи, пошто во еден момент беа поставени толку многу, дури имаше и постои на овие сајтовите. Нормално е тоа, затоа што се многу работи наеднаш. И сега е тука храна да ни стават на нас многу, на трите маси, ќе ни биде лошо. Така, ќе се навикнеме со време. Рингишпилот, например, лично мене локацијата не ми се допаѓа. Ама јас видов деца на тој рингишпил, среќни. Штокхолмски синдром со друг збор. И жртвите се навикнуваат на своите киднапери, па повторно тоа не го користиме како аргумент. Не треба да се плашиме од рушење, дислоцирање. Француски клучеви тоа се само метафори, тоа се само символи и не треба да ги земаме здраво за готово. Меѓутоа на крајот на краиштата и Берлинскиот зид беше срушен. Ја мислам дека веќе е крајно време да завршиме со менталната матрица, да рушиме. Треба да правиме. Не, треба да почнеме со неа, зашто до сега не сме почнали. Значи доаѓа некој почнува да прави, искачаат луѓе, вика треба да се руши. Ја мислам дека треба веќе лекови или да се прска нешто по воздух за да се треба да се прска за комарци, али се уште не сме го направиле тоа пошто сечаме дрва. Очекувам некои објекти како на пример Триумфалната порта, ако не можеме да ја срушиме, барем да ја обраснеме во бршлен и веќе да не ја гледаме. Очекувам некои згради кои што можеби не можеме да ги срушиме, можеме барем да ги реуредиме и да ги направиме некакви културни центри или социјални собирни центри. Очекувам да се отстрани мостот на уметноста, бидејќи навистина троши многу струја пред се за ништо, а згоре на тоа ги омаловажува сите дејци кои што се на него. Германците имаат поплаки кон нас, тука, поготово за Скопје, затоа што сакаат да дојдат големи туристи, немаме капацитет. Ја мислам дека треба помалку повеќе да се изгради. И мислам дека треба секој споменик да добие своја приказна онакво, да има на интернет, да можат сите да видат. Така да мислам дека ова се што се прави треба малку повеќе. Десетата јубилејна сезона на Зебра ја најавуваме за средината на септември. Остануваме отворени за различните аргументи и коментари и се разбира ја оставаме отворена можноста различните ставови да бидат жестоко бранети. Дебатата на теми кои што го засегаат граѓанинот на Македонија ќе остане во нашиот фокус. Доколку има тема што сакате да биде дел од нашата дебата, слободно пишете ни zebra@newmoment.mk, нашите профили на Facebook и Twitter остануваат отворени за сите ваши сугестии, прашања, предлози на гости. Се што ве засега вас и вашиот квалитет на живот. Поздрав до септември!